Нашиот акредитиран постојан дописник од Белград, Оливер Бранковиќ, нашиот колега од македонската телевизија, кој што живее и работи веќе неколку години во српската престолнина. Добро утро. Добро утро, Чукарски. Како живее Србија во 2023-та, кон крајот на оваа година? Узбуркано, Бога ме живее. Као и сите. Ако кај во Македонија, како и во сите соседни држави, меѓутоа Србија секојаш интересна. Узбуркана со големи настани, со, како да ги кажам, таму се представуваат како историски, а може и се. Знаете, беше тоа убиството, го имаме Косово, преговорите со Косово. Следат избори и така. Сега доаѓаат избори, цените се отидени, поѓе волите горе, поскапено е се. Така да не е досадно. Балкански. Не е досадно. Балкански, меѓутоа Србија е можеби и центарот, не можеби, туку сигурно е центарот на Балканот, заедно со Грција, тоа се движечките две земји во овој регион, да не ни се налутат и останатите соседи и земји од регионот. Се најавени се изборите за 17 декември, како се подготвуваат србите за тоа што ги очекува? Почна веќе, како да кажам, предизборната кампања, мада кога гледаме, сме веќе 12 години постојана предизборна кампања има од властите, меѓутоа официјално веќе почнато ги даваат листите, распишани се изборите. И тоа, имаме вонредни парламентарни избори, имаме вонредни локални избори, имаме покрајински избори за Војводина и имаме избори за градот Белград. Исто тоа се вонредни избори и сите тие ќе се одржат на 17 декември. Вонредни се наводно побарање на опозицијата за распишување на изборите. Ја мислам дека сега на председателот Вучич највише му одговара да ги распише сите овие избори. Не се на цела Србија, али во што битни избори за понатамашниот период на животот во Србија и на мерење на власта на председателот Александар Вучич, колку е неговата власт се уште апсолутна во Србија, што е битно и за други надворешно политички разговори, Косово, преговорите и така натаму. Веќе ги имаме коалициите, партијата на Вучич иде во коалиција со помали партии, каде што е Љајич, Ненад Поповиќ и другите, СНС. Социјалистичката партија на Србија исто така самостојно иде на избори, што е многу интересно, со многу интересен слоган: Ивица Дачич за премиер. Знаете дека се они во коалиција со СНС и она што е за нашите гледачи интересно, од Социјалистичката партија кандидат за градоначелник повторно за Белград е Тома Фила. Тома Фила е македонец, од Битола по потекло, ова му е втор пат да се кандидира, он тогаш еднаш кога го снимавме, викаше: а зашто вика да не биде македонец некојаш градоначелник на Белград? И јас викам: Томо, јас се надевам, дај Боже да бидеш. Опозицијата, ево кад за гледачите да поделиме на десно и лево, условно кажано лево, проевропската опозиција, има многу тука партии, Джилас, Демократската странка и така натаму, сите оние што ги организира овие избори Србија против насилството идат заеднички на една листа, што е еден исчекор во опозицијата од минатите избори. Десницата иде разединето, по мене ми е јасно зошто, но нема везе. Значи, они идат, како што се Двери, Покрает обнове Краљевина Србија, тука и ја би го сместил и Вук Јеремич, кој што никој не ке со него да иде на избори. Така да веќе се назират за кого ќе гласат граѓаните на Србија и на локално и на градско ниво. Радикалите идат во коалиција со Вучич, партијата на Вучич на ниво на град Белград, но не и на парламентарните избори. Така, изборуваме и за Белград, некаде кон крајот на разговорот. Спомена дека цените се отидени многу високо и во соседна Србија, особено во Белград, каде што се живее по високи европски стандарди. Да. Според цените, па и според примањата. Задоволни ли се србите од животот во Србија? Постојано си на улиците, репортерси, новинарси, те интересира тоа. Задоволни ли се луѓето од животот во Србија? Како кој се снајде, како да ви Печатокот вон границите на Србија е дека Србија оди напред и дека е во моментов моќна, дека е фактор во регионот. Она зависи ако гледате економски и политички е. И по број на становници, по потенцијал и по
капацитет и на кадар човечки така натаму, секако дека на Западен Балкан е водечка држава, тука нема што да спориме сега. Како се живее, не е исто да живеете, например, во Белград и во Врање. Исто така не е исто да живеете во Врање или во Нови Сад, во Војводина. Големи се разлики. И во примање на платите, а и во цените. Нормално дека Белград е најскап, па потоа е Нови Сад. Стандардот, например, во Војводина е многу повисок него стандардот во Западна или во Источна Србија. Да не говорам за Јужна Србија, која што е најлошо стои во тој поглед. Цените на генерално ниво, на сите нивоа се отидени баснословно горе. Се преземаат некои мерки за реформи, се делат популарно овие помош за пензионерите, председателот Вучич дели, што ја знам, 10-15 хиljadi, еве ви вамо, еве ви тамо, еднократна помош, едно вамо. Колку тоа може да помогне друга работа. Така да и во овие избори што доаѓаат, едно од темите, особено на опозицијата, е тоа што ме прашавте, лошата економска состојба и стандардот на граѓаните. Втора тема е секако корупцијата и криминалот. Више Србија, тоа е евидентно дека го има, и Косово нормално. Да, Косово е една од најболните точки во историјата на Србија, особено е актуелна сега во ова модерно време, па како се носат со тоа? Ги слушаме вестите, ги гледаме информациите, меѓутоа како реално србите се носат со ова прашање? Како кој? Како кој, ако заеме власт и опозицијата, ајде така, и оние што се ги следат медиумите, а малку се тие медиуми на опозицијата, и оние што ги следат медиумите на власт, знаете, на нивното Косово и Србија. Треба да се каже дека Косово, според резолуцијата 1244 на Обединетите нации после војната во Косово, остана составен дел на Србија. Тука е мандатот на КФОР, тука е мандатот на ЕУЛЕКС. Од друга страна, Косово прогласи независност и Македонија призна така натаму голем дел. И тука се ломат копјата. Малку се збори. Она што се пренесува преку медиумите е едно, а она што е реална состојба е сосема друго. Не е баш состојбата релаксирана. Знаеме, Бриселски договор 1, 2, 10, пак имавме во Брисел уште еден договор, во Охрид имаме анекс на договор. Ако може вака накратко, колку што времето ми допушта, копјата се ломат. Прво, премиерот на Косово, Курти, председателот Вучич, мене не се поднесуваат. Тешко им иде да разговарат. Второ, се оно што е договорено... Добро, кој да биде на таа позиција ќе му биде тешко? Па ете, Курти ги негира предходниците во Косово, кои што го подпиша тој договор за заедници на српски општини, неке да го исполни. Тука се ломат копјата. Од друга страна, Вучич искача, вика, ја Косово не го признавам. Последните разговори беа во Брисел, меѓутоа не седнаа заедно. Одделно со лидерите на Франција, Германија и другите сили. Епилогот на тоа е да искочија лидерите на Европска унија и кажа де факто признавање на Косово за Вучич и заедница на српски општини за Курти. Колку е тоа реално? Тоа треба да се исполни. Дали овие тоа ќе го исполнат? Јас не знам. А не верувам поготово сега да го исполнат, бидејќи се избори во Косово. Знаете, тоа треба да си пукате во ногата сам, па да идете да нешто да направите. Од друга страна, Курти дојде на власт благодарејќи на таа заедница на српски општини, се треба да ја формира. Имаме деескалација, немаме преговори, ние говориме за деескалација по настаните во Бањска на оваа состојба, која што мислам дека успеа да ја деескалират, али никој не гарантира дека утре пак може да се случи нешто. И не ни е јасно ни нас што се случи во Бањска. Различни се термините, дал се терористи, дал се ослободители, дал се, например, овој што уопштен Рајдичич, знаете како што кажав, Косово е составен дел на Србија за србите. Зашто ги го осудат? Според уставот, според законите. Така да има многу проблеми. Дефиницијата буре барут апсолутно, се согласувам. Е можеби најадекватна за овој дел од Балканот. Рековме ќе зборуваме за Белград, кон крајот на овој разговор ќе го најавиме со една тажна тема. Рибникар училиштето во Белград 6 месеци помина на 3 ноември. Се уште останува неодговорено прашањето зошто? Па зошто? Ја мислам овие протести Србија против насилството се обидува да го дадат. Ерозија на морална вредност и на критериуми на се, не само во Србија, него сегде. Гледајте, тој ни бара забрана за емитување на национални фреквенции на ХЕП и на ПИНК. Тој горе што живее и што и оле малку по сега како да треба да бирам зборови пообразован, не мора тоа да значи. Имаме фарма, имаме задруга, имаме оние стварно бивотини.
И тоа влие на луѓето што ги гледат. Тоа намерно се прави, дайте му на народ игри и забави, за да може да буткаме друга работа. Така да тие тоа го барат. Значи, сепак имало некое тло за еден така малолетник, ја нема да кажам дека е он малолетник, ја ќе кажам монструм, пошто у Србија се поеќе такви термини, јас да станува збор за дете, али он е монструм. Да го напиш, имало тло, таткова да го носи на пукање, на убици, доста имушни, кучна помошница го воспитавала, што ја знам. Малиот е, овој монструмот е во психијатрска установа и го чува полиција, не да избега, него го чува полиција од освета на револтираните граѓани. Значи, тоа е страшна трагедија беше. Ова вторава трагедија што е во околината на Обреновац, тоа е во затвор до 30 години, не му бега, меѓутоа гледајте, уапсени се и татко му, и на едниот и на другиот. И мајките, исто така, и вујковците, и братучедите, значи цела фамилија. Зашто збориме? Тоа е таа ерозија на фамилијата, на морална критериуми. Тоа не може да се поправи туку така, или со забрана на социјални мрежи, така натаму. Треба да се работи на тоа. И зато почнавме со тие протести. И медиумите се, можеби, еден голем дел од вината, пропагирајќи лажни вредности, лажни филмови, поготово на деца, за да дојде до таква трагедија. Најлесно впливли од киво од општеството и се случуваат вакви нешта. Да се внимава. На крајот имаме една минута, ќе пречекориме во вестите, нема да ни замерат колегите од информативната редакција. Белград е ветениот град за многумина од регионот, па дали навистина е така? Дали во Белград се живее ветено? Па зависи што сакате од животот и зависи кој ќе дојдете од Белград, што сакате од Белград да искористите. Ако идете шопинг, нормално за провод, за тие убави кафани, да, интересен е, убав е Белград, стварно е вака туристички да се дојде, да се прошета, да се види. Мора да признаете дека белграѓани се гостопримливи, не сакат нас македонците, секој ќе ви засвират и македонска музика и ќе ве услужат и муабет, ќе ви напрат. Така да и доста голем број македонци сеќавам по улиците на Белград кои што доаѓаат, туристички се прошетат. Па и за спорт доаѓаат, нели? Па нормално за спортот само со чупелски ја. Се уште се актуелни кај нас Партизан и Звезда, да, Оливер Бранковиќ, гостин во Македонија на утро Србија денес, како живее Србија на крајот на 2023, да благодариме за одвоените минути. Ете, повод да дојдеме до Белград, да видиме како се живее, да видиме како се спортува, на какво ниво е спортот таму, нели? Ти благодариме што издвои минути од време и те чекаме повторно во нашата емисија. Да, благодарим.